Сенаторите Майк Раунс и Чак Шумер го поднесоа најновиот закон за објавување на вистината за НЛО во Конгресот. Тоа е големо законодавство и доаѓа по нивниот минатогодишен закон, кој исто така тие го поднесоа и го носеше истото име Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act. Тој закон на крајот на минатата година беше изгласан и стапи на сила, но претходно од него беа извадени најбитните делови, меѓу кои и текстот во кој Конгресот му наредуваше на владата да направи план за контролирано објавување на вистината за НЛО. Во тој закон имаше и текст по кој имаше можност да се одземи било кој имот кој е од нечовечко потекло, вклучувајќи и биолошки и небиолошки материјали, односно технологии. Овие две провизии беа исфрлени од законот, но во него остана делот во кој Конгресот му нареди на владата и сите нејзини инстанции да ги собери и организира сите записи и докази што ги има за НЛО и да му ги достави на Државниот архив на САД со цел да бидат достапни за јавноста. Крајниот рок за тоа да се случи е некаде во октомври 2024. Тешко е да се поверува дека сите инстанции на владата на САД ќе му ги достават сите докази и записи на Националниот архив на САД за истите да бидат достапни за јавноста до октомври 2024. Но законот постои и доколку институциите не го направат тоа, тогаш тие го кршат законот. Сега во овој нов закон, кој е поднесен и кој до крајот на годината треба да биде изгласан, објавен на официјалниот вебсајт на Конгресот во целост, повторно се бараат исфрлените провизии од минатиот закон и уште подетално се навлегува во проблематиката со скривањето на овој феномен од јавноста. Дури и уфолозите се зачудени колку многу детално се опишува феноменот со термини како, цитирам од самиот текст на законот, нечовечки биолошки материјали од нечовечка интелигенција, технологија од непознато потекло и уште многу други вакви термини кои апсолутно се однесуваат на вонземјани и вонземски технологии. Законот бара дури да бидат откриени записите и доказите од, цитирам, било кој оддел, агенција, канцеларија или комисија од федералната влада без исклучок, која има или ги контролира ваквите докази преку договор. Тоа значи дека, доколку војската има договор со приватна компанија за да ги истражува објектите, и тие се опфатени за објавување. Всушност, законот става акцент на тоа дека било кој приватен ентитет кој има тајни програми за обратен инженеринг на вонземски летала не е изземен. Законот повторно му дава на председателот на САД мандат да организира комисија која ќе ги прегледа сите материјали пред да бидат објавени. Доколку некои докази бидат одложени за објавување, ќе мора по одреден период повторно да бидат разгледани и повторно да се одлучи за тоа дали да бидат достапни за јавноста. Повторно се предвидува да има јавен извештај доставен до Конгресот за тоа што се владата знае за овие објекти и повторно се бара од федералната влада да се направи, цитирам, план за контролирано објавување на вистината. Законот е зачудувачки многу детален и многу опширен. Може би напишан така со цел повторно сенаторите Раунс и Шумер да имаат за што да преговараат кога ќе се соочат со лобистите на големите воени компании со кои што се соочија кога го носеа и претходниот закон. Тогаш беа исфрлени битни делови од законот, па сега може би отидоа и чекор подалеку и подетално во текстот на новиот закон, за да може и да исфрлат нешто од него кога ќе преговараат за неговото носење, но тој сепак на крајот да биде битно законодавство со доволно јаки провизии во него. Читајќи го текстот на вистина на моменти е неверојатно што се има во него и кои се термини се користат. Дури се наведува и дека доставувањето на сите записи и докази од сите агенции на владата до Националниот архив не смее да се оспорува по ниту еден закон, затоа што овој треба да се рачуна како над сите постоечки закони во однос на оваа проблематика. Ова е веројатно најбитното законодавство во последните 80 години, колку што трае ембаргото на вистината за НЛО и за нашето постоење во космосот. Но реалноста не може да биде класифицирана за секогаш и се чини дека му се ближи крајот на ембаргото на вистината.
Законот треба да биде изгласан до крајот на годината, а е поставен како амандман во друг многу поголем и многу побитен закон. Законот за национална одбрана за фискалната 2025 година, со кој се дефинира воениот буџет на САД за секоја година. Во рамките на овој ист закон, како амандман беше донесен и минатогодишниот закон за НЛО, наречен исто како и овој закон, Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, или Закон за објавување на неидентификуваните аномални феномени.